Додека сте на аеродром и го чекате вашиот лет, ви текнува дека треба да го проверите сандачето и да одговорите на пораката што ја добивте синоќа. За да заштедите интернет, вклучувате Wi-Fi на вашиот телефон. Наоѓате слободна отворена мрежа и решавате да се поврзете без размислување. Но пред да стиснете поврази, почекајте. Свесни ли сте за ризиците во кои се впуштате? Јавните и отворени Wi-Fi мрежи се достапни речиси насекаде: аеродроми, кафулиња, хотели, плоштади и паркови. Овие мрежи нудат бесплатен или ефтин пристап до интернет. Најчесто се необезбедени и не бараат лозинка, што го олеснува приклучувањето онлайн, па така секој може да им се придружи. Ваквата погодност доаѓа со цена, бидејќи овие мрежи се главни цели на сајбер криминалците кои сакаат да дојдат до личните податоци на другите. Истражување на Forbes од минатата година покажува дека додека користеле јавни мрежи, на 40% од испитаниците им биле компромитирани податоците. Еден од најголемите ризици поврзани со користењето на јавни Wi-Fi мрежи е тоа што можат да бидат ранливи на напади. Хакерите може да ја искористат оваа ранливост за да ги украдат вашите лични податоци или да инсталираат злонамерен софтвер на вашите уреди без вие да го знаете тоа. Во ваков случај, познат како напад човек во средина, хакерот ја пресретнува комуникацијата помеѓу вашиот уред и мрежата на која се поврзувате. Кога користите отворена Wi-Fi мрежа, сите податоци што ги испраќате или примате може да бидат пресретнати од други кои се вклучени на истата мрежа. Сајбер криминалците лесно можат да ги уловат и податоците за вашето корисничко име и лозинка на некоја платформа, да дојдат до пораките на имејл или на социјалните мрежи. Тоа е така затоа што отворените мрежи најчесто не нудат шифрирање на податоците, што значи дека информациите што се пренесуваат преку нив не се заштитени. Без шифрирање, хакерите можат лесно да ги следат вашите активности и да пристапат до вашите информации. Со искористување на безбедносните пропусти, напаѓачите може да инсталираат вирусни програми кои крадат податоци, па дури да ја преземат контролата над вашиот уред. Овој ризик ја нагласува важноста да се има ажуриран антивирусен софтвер на сите дигитални уреди. Хакерите исто така може да создадат и лажни Wi-Fi мрежи кои имитираат вистински и легитимни мрежи. Например, ако седите во ресторан, хакер што се наоѓа во близина може да направи отворена Wi-Fi мрежа и да ја именува според ресторанот, со цел да ве збуни и да се поврзете на неговата лажна мрежа. А сега, како да останете заштитени кога користите јавни Wi-Fi мрежи? Добро е да користите VPN, виртуелна приватна мрежа која ја шифрира вашата интернет конекција и ги заштитува вашите податоци од љубопитните очи. Кога сте во ресторан, кафоли или библиотека, секогаш прашувајте го персоналот за името на нивната мрежа, за да избегнете поврзување со лажни мрежи. Кога прелистувате на интернет, осигурајте се дека веб страниците што ги посетувате го користат HTTPS протоколот за шифрирање на податоците помеѓу вашиот прелистувач и нивните сајтови. Избегнувајте ги оние што го немаат овој протокол. Важно е да ги ограничите и чувствителните активности, односно додека сте поврзани на вакви мрежи, да избегнувате онлайн банкарство, купување и плаќање со банкарска картичка. Добро е да овозможите и двофакторска автентикација, која додава дополнителен слој на безбедност што ќе го отежни пристапот хакерите до вашите кориснички сметки. Погрижете се и дека софтверот на вашиот уред е секогаш ажуриран на најновата верзија, за да се заштитите од потенцијалните безбедносни пропусти на претходните верзии. Добар совет е и да ја исклучите функцијата за автоматско поврзување на вашиот уред со Wi-Fi мрежите, за да спречите уредот да се приклучи на некоја мрежа без ваша согласност. Со почитување на овие кратки, но ефикасни совети, можете да уживате во удобноста на јавните Wi-Fi мрежи без да ја загрозите вашата дигитална безбедност. Останете информирани и преземете чекори за да ги заштитите вашите лични податоци.